Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Се воме од Прилепскиот регион, каде што започнува полека динамиката да се придвижува со откупот на тутунот. Годинава за откуп се очекува да има некаде околу 22 милиони килограми, според грубите проценки некаде околу 19 милиони килограми на тутун се со одличен квалитет, се доволно исушени, се навреме набрани. Годинава беше специфична, беше сушна летото и имаше задоцнет период на врнежи. Тој задоцнет период на врнежи придонесе повторно тутунот да развие, да разлиста и тутунарите во битка за што поголеми количини на тутун има доста од тутунот кој што е зелен, како овој што може да го забележите, кој што допрва треба да предстои период на сушење. Проценките се дека таков тутун за сега има околу 3 до 4 милиони килограми и за него може да биде годинава малце проблематична. Апелите и укажувањата се овој тутун сега да не се носи на откуп, бидејќи откупувачите или нема да го земаат заради преголемата влага и заради тоа што е зелен, или ќе пробаат да ги натераат тутунарите да оди во втора класа. Иако договорот и првичниот откуп почнува со целосен откуп во прва класа по цена од 420 денари. Но велам, тутунарите треба да почекаат, овој тутун има време до 28 февруари, ќе се погоди времето, ќе дојде период кога ќе се исуши, ќе смени боја, ќе дехидрира на некој начин заради ниските температури и тој тутун ќе може да се откупи во прва класа. Дел од тутунарите кои што ние ги сретнавме се уште како берат во овој период од годината, пак велат дека свесни се дека овој тутун можеби нема да стаса да се исуши, но велат имаат начини како да го сочуваат и за до година и не им се остава по нивите така да пропадне и сега да не го дооберат кога веќе се родил, кога веќе маката и трушоците си ги имаат дадено. Во денешната емисија ќе зборуваме и за еден автохтон вид на биволи, на говеда, биволите кои што веќе ги снебува во Македонија. Според некои проценки на експертите останати се само уште 19 грла во Македонија. А ако кажам само според дека во периодите кога немало толку трактори, кога немало механизација, после војната некаде во Македонија имало 30 до 40.000 биволи, може да замислите колку е веќе загрозен вид, веќе дефинитивно е загрозен вид, мора да се најде начин како овој загрозен вид барем да успееме да го заштитиме, задржиме, да не го изгубиме целосно од исчезнување, нешто слично како и бушата што ни се губи пред очите, така да посветуваме внимание за биволите кои што се малку останати во Македонија. Тука си стручните совети околу превентивната заштита, така да бидете со нас. Почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Сточарите одгледувачи на крави се во паника откако дел од нив добиле најави од млекарниците каде го предаваат суровото млеко дека ќе следи нов бран на пат на цени на откупното млеко. Новиот удар врз млекопроизводителите ќе значи помалку од 1 до 3 денари по литар сурово млеко, со изговор дека имало пад во квалитетот на суровото млеко. Во моментот цената на суровото млеко се движи од 27 до 33 денари за литар, во зависност од млекарниците. Одгледувачите на крави кои млекото го предаваат на пунктови со кантарни белешки добиваат најниска цена од 27 до 28 денари за литар, додека поголемите фармери фактурираат и до 33 денари за литар млеко, а многу е мал бројот на големи фарми кои за литар земаат и над 33 денари.Оздруженијето на сточари Пелагониско поле велат дека и кај нив стаселе реакција од одгледувачите на крави, кои добиле најава за пат на цената на суровото млеко. Но Оздруженијето велат дека потврдак имаат следните денови кога ќе стасат кантарните белешки за откупеното млеко од месец декември. Активностите во платежната агенција се одвиваат согласно планираната динамика, а ИПАРТ апликациите се во фаза на евалуација, истакна министерот за земјоделство Трипуновски на собраниската седница за пратенички прашања. Министерот нагласи дека веднаш по сознанијата за злоупотреби од страна на директорот и други лица биле активирани националните механизми, пошто националниот координатор преземал мерки за брза реакција и привремено стопирање на работата на платежната агенција со цел да се утврди што точно се случувало, но тоа не значило и блокада на средствата од Брисел, како што тврдеше опозицијата. После скандалот со ИПАРТ, на повидок е уште еден во низата коруптивни скандали во ресорот земјоделство и тоа на штета на земјоделците и на лозарите. Наместо на лозарите, власта дава 10 денари по килограм за винариите, обвинуваат од опозицијата. Според информациите на опозицијата се работи за владина одлука за дополнување на програмата за интервентниот фонд, со мерка за доделување на финансиска поддршка за откупен килограм грозје, ама не за лозарите, туку за винарите. За нив е спорно како власта нема по 3 денари за да додели на лозарите, а има по 10 денари за винариите, откако претходно им даде 2 денари по килограм.
Од СДСМ прашуваат по која основа е донесена оваа мерка и ја повикуваат владата истата да ја поништи, бидејќи отвара сомнеш дека се работи за договор во 4 очи. Од опозицијата повикаа во истрагата да се вклучат антикорупцијската комисија, обвинителството и сите други надлежни институции за злоупотреба на парите на граѓаните. Шпанија ги регистрира првите случаи на африканска свинска чума од 1994 година, откако две диви свињи пронајдени мртви во близина на Барселона се позитивни на вирусот. Избувнувањето епидемија може да го загрози извозот во Кина, кој се зголеми благодарение на напорите на Мадрид да ја привлече наклонетоста на Пекинг и да го зголеми својот удел во азиските земји. Но забраната може да биде ограничена откако Кина и Шпанија постигна договор овој месец, што значи дека Пекинг ќе го ограничи увозот од погодената област, а не од целата Шпанија. Шпанија инаку е водечки производител на свинско месо во Европската унија, со околу 1/4 од производниот блок пред Германија. Главната тема за денешната емисија ни е предстојниот откуп на тутунот. Некаде до 15 декември ќе тактизираат откупните монополи, полека ќе отвараат, ќе пробуваат како ќе иде откупот со помалку ваќи. На 15 декември законската обврска е сите мора да отворат, тоа се преку 300 откупни пункта и се очекува да тече откупот според договорената динамика. Тоа е дека ќе оди целиот во прва класа, одбитоците дека ќе се движат од 1 до 3%, се ако не се задоволни тутунарите, тука се оние повереници кои што се навагите, кои што треба да им помогнат ова право да си го остварат. Сега за сега, бидејќи Сојузот не успеа да договори и да испреговара, таква му е позицијата законска, да не можеше да испреговара поголеми цени, се сложија на некој начин на откуп на 420 денари прва класа, но со тенденција и со иницијатива дека откупот ќе се одвива во прва класа. Ние ќе го следиме, ова се само почетоци, до сега има откупено половина милион килограми, што е малку, доправа ќе се следи текот, дали ќе го испочитуваат откупувачите на договорено да оди целиот во прва класа, со укажување дека сепак тутунарите не треба да го носат секаков тутун на откуп, да почекаат да се исуши, да нема многу влага, да почекаат да не е многу зелен и така на тој начин ќе може да се оствари ова планирана цел, а тоа е некако да помине целиот во прва класа да биде просекот 420 денари. Дали тоа ќе се оствари, ќе видиме. Сега за сега информациите од министерството дека се субвенциите остануваат оној скалест модел 60, 70, 80, па ќе следиме и тука како ќе се одвива, дали ќе имаат барем ланската цена, да ланските пари што ги добијат, иако тутунарите од сите региони бара и поголема цена. Почнува малку по сериозна динамика на откупот, иако не е она права динамика што треба да ја имаме. Што велат првите сигнали, првичниот откуп, како почнува оваа година откупот? Со оглед на тоа дека не се постигна некоја поголема откупна цена во договорите, се дојде до некој 420 денари по килограм. Заложбите и барањата на тутунарите беа барем да биде целиот во прва класа, за да не бидат пониско од лани. Какви се првичните сигнали? Првичните сигнали за нас како Сојуз се задоволителни. За првен откупот почна после подигнувањето на мостите, односно на 18.11. Со тоа, тој е вонреден откуп и правото компаниите си има да си го задржа тој период. Од 17 до 15 декември да отвора кој кога сака и како сака. На 15 декември сите мора? На 15 декември мора сите да отворат. Сите 360 и колку се откупни пункта? 337. Тие на 15 мора да биде отворени. Со динамиката на откупот во стартот очекуваме нешто подобро, меѓутоа пак ќе кажам дека компаниите си го задржаа правото кога сака да отворат, така да некои отворија, па затворија, па поново. И еве сега од вчерашниот ден и денешниот се зголеми број на отворени пунктови, така да и динамиката на откуп е зголемена. А тоа се должи на тоа што тутуно е добро проценет, односно сето оди во прва класа и самите кооперанти се задоволни. Јас при посета на терена на она, сега сме дискутирале со кооперантите кои кажуваат демек добро е, имаме квалитет и сите се сложивме, да речем, и во комора кој бевме насоан, сите се сложивме и компаниите и ние како Сојуз дека оваа реколта е подобра од ланската. Така да не може да помисла откупувачите да падне цената пониска од лани. Што е право, имаше обиди
дел од тутунот да го пројдат во втора Да, класа. имаше и се уште мислам дека некој има Ќе пробуваат. нешто ќе пробува. Кој е апелот? Да, апелот е она за да не се дава тутун во втора класа. Зборувам за квалитетниот тутун, значи квалитетниот тутун треба да се оди си во прва класа и одбитокот да биде од 1 до 3%. Односно, долната берба која превладува почке песок да биде до 3%, а горните берби може од 0 до 1%. Што е со оној зелен и влажен тутун, која е препораката? Може би се научени тутунарите од лани, носи се проаѓа прва, но мислам дека и тоа нема да помине оваа година кај откупувачите пак. Да, тоа сигурно дека кај откупувачите нема да помине, и на терен овие пунктови кои се отворени, приметуваме дека процентарите си врша детална проценка во самите Пред се ги кантони. интересира влагата? Ги интересира влагата и зелениот тутун. И во последниот состанок кога бевме во Министерството за земјоделие со компаниите се договоривме, значи не до сушениот тутун, зелениот тутун, значи да се остави до крајот на откуп, односно до февруар месец, да фата ниските температури со самото паѓање на температурите, тутунот ја губи влагата, ја добива бојата, да речем, и Ке има време да стаса и тој за откуп. Има време да се втаса и за тој тутун исто рековме дека тоа што е квалитетно и слично да се оди прва класа. Тоа што не е може да си го чува кооперантите меѓутоа мислам јас дека сигурно тутун ќе се купи. Нека нема ни еден грам да остане некупен тутун ова реколта. Имавте средби во Министерство, какви се сигналите од Министерство, остануваат истите субвенции, скалестите или ќе има повторно размислува владата за воведување 100 дена? Во моментов останува субвенциите што се донесени со законот за тутун 80-60, што да речам ние нема да престанеме да не бараме да се зголеми субвенцијата, меѓутоа има новина за субвенционирањето за тутунот што годинава добија субвенција по површина и зелена нафта. Односно, за 1 хектар добија 6.000 денари и за 1 хектар зелена нафта 11.000 денари. Односно, за 1 хектар добива субвенција заедно 17.000. Кога ќе ги додајдеме на овие иди субвенцијата негде од 117 денари. Значи, ако пројдеме во прва класа се на 420, овие 117 би биле за нијанса подобри од лани. Да. Тоа е тенденцијата. Тенденцијата, да, таа е. Колку има досега откупено, колку се очекува до крајот, какви се проценките? По договорите требаше 26.000 тони беше некоја нивна груба проценка, но нема тоа да се оствари. Имавме сите различни проценки, ние како Сојуз излеговме со 22 милиони килограми, дел од компаниите со 24, некои компании со 26 милиони. Јас мислам дека во моментот 22 милиони не тежи ова реколта повеќе. Така. Подготвени ли сте да ги браните тутунарите до крај, да ја браните оваа теза да помине и годинава тутунот во прва класа? Ги имате сите инструменти, преговорите верувам не се престанати да барате уште повисоки цени, ако може со анекси, но ако се обидат дел од тутунот повторно да го откупуваат како втора класа и да го бутнат просекот, проценителите се во ваша моќ, можете да го блокирате на некој начин. Да, апсолутно, значи се што го имаме на располагање ние како Сојуз ќе го употребиме. Значи секоја злоупотреба на компаниите што ќе оди на штета на тутун производителите, ние ќе интервенираме. Без разлика за која компанија се работи и за колкава количина тутун се работи. Значи апсолутно ние сме на страната на тутунопроизводителите. Тие проценители се тука и ако некој се обиде и повише одбитоци да им стаи, нели? Повише од договореното. Да, тука сме, да речем, секоја дојава до нас кај што има најава дека има зголемен одбиток ние во истиот момент одма интервенираме кај надлежните односно одговорните за откупот дека тоа не е моред, дека мора да се коригира и за да среќа наша, да речем, сите интервенции досега што сме ги имале излегле во пресети и интервенирале одма се. Останувате ли на барањата уште од сега да се почнат разговори за до година барем некако да се вратат ингеренциите на Сојузот кога се работи за цените? Вака сте стајани пред свршен чин, колку ќе кажат они вие, вашето мислење, односно мислењето на тутунарите, нигде го нема. Да, убаво прашање, точно. Значи во теков на ова откупна реколта ја следиме до крај. Не престануваме да бараме подкрепање на договорите на цените на тутуно, со тоа што да речем имавме
до сегашни договори имавме разлика во цената на одредени компании, меѓутоа со анекс на договори ги израмија. Сега сите компании имаат иста цена на класите. Значи тука не застануваме, се со законот за тутун, баш имаме ние како сојуз нагласено да вратиме ингеренциите на сојузот, да бидиме полноправна членка во преговорите и да не бидиме како англиска кралица само да декор да состанока на нашите барања да не се прифати. Според информациите, нашиот тутун станува баран и станува се уште и се повеќе ќе биде баран со оглед на недостиг на пазарот, какви се вашите информации, дали ни е тоа силен адут да можеме да застанеме пред откупувачите и да преговараме? Да, имаме адут за тоа, ради тоа што имаме квалитетна роба, односно квалитетен тутун. Еве во светски размери ќе кажам дека дојдовме ние мала земја од 1.800.000, дојдовме втора земја во светот по производство на ароматичен тутун. Прва е Турција, ние сме втори, а соседите кои беа поголеми производители од нас, Грција и Бугарија, падне на 3,5 милиони. Дури и Турција пак ги условува да мора таму да се преработува, пак според... Да, точно е, тој и Турција си донесе закон до 40% да си остане производството во сопствената држава. Така да на светскиот пазар овој тутун ќе се вара. А имаме и една добра среќа, да речеме, што не сме се уште влезени во Европска унија и не може да не лимитира со производството. Значи, така, можеме сето производство што е да слободно можеме да го продајме. Ако биде во прва класа, очекувате ли брза динамика на откуп откако ќе се отворат после 15 декември? Па очекуваме да ќе биде брза динамиката за откупот, меѓутоа пак ќе речеме че треба да ни помогне и временските услови. Се во моментов температури се малку повисоки и сега домашната манипулација е спаднат процесот на пакување. Значи сите и од тоа ќе зависи. Да. И сега да нојве да ако имаме влажен бран да заврни, верувајте дека до крајот на јануар месец ќе се откупи цела реколта. Блокот стручни совети вообичаено наменет за превентивната заштита, која што е најважна. Во вториот дел од емисијата зборуваме за биволите. Стана еден загрозен вид кој што веќе го снемува од Македонија. Според проценките на експертите, останати се уште 19 грла и мораме да најдеме начин ова говедо кое што некогаш беше синоним за Македонија, кој што го имаше и до 30.000, сега да не ни исчезне целосно. Професоре Буневски, во оној серијал за автохтони домашни говеда, разговаравме за бушата, сакаме да ве прашаме сега за нешто што веќе речиси го нема во Македонија, многу ретко го наоѓаме, тоа се биволите. Кое е значењето на биволите, поттеклото, како дошле на овие простори, зашто се користеле, еве како завовет на целата приказна? Домашниот бивол е најдалечниот сродник на правите говеда и парен со правите говеда не може да има потомство, бидејќи биволите имаат 48 хромозоми, диплоиден број, 60 имаат хромозоми правите говеда. Но интересно е што го има, одамна го има, воглавном имаме два вариетети, тоа е азискиот, односно така наречен индиски бивол и афрички, но нашиот тип повеќе удара според своите фенотипски карактеристики на индискиот, тоест азискиот вариетет. На времето имало во Македонија, ево, би рекол во 1939 година преку 40.000 биволи. Веќе 1949 година 39.000, а ево за 2024 година според официјалниот регистар на што го води Агенцијата за храна и ветерина, во 2024 година има вкупно 25 грла во Македонија. Овде сме на едно место, ево во Струмица, во градско Балдовци, каде што е едно, би рекол, поголемо стадо што е. И меѓу последните, што може да ги најдеме, меѓу поретки. Да, точно е тоа, бидејќи сепак биволите порано многу повеќе се користеле за работа, особено каде што имало оризишта. Имавме неколку фарми каде што се користеле за молзење, за производство на млеко и производство на сирење. Знаеме дека Италија го има и брендирано моцарела сирење, кое што е исклучиво од биволско млеко. Интересно е, за некои краеви
и месото, секако, но од друга страна за работа се помалку се користи и ако поработен ученик обично велиме 2 пара на биволи е еквивалент на 3 пара на волови. Значи се многу појаки, подсврсти, но од друга страна бараат и многу повеќе храна, нега, значи бараат услови. Што е она пошто се карактеристични сега, зошто ги чуваат се уште овие фармери, колку е важно да ги зачуваме, да не ги изгубиме и овие малку што ги имаме? Да. Па од 2013 година со измената на Законот за сточарство се воведе домашниот бивол во автохтони и од раси на сродник на говедата и влезе во програмата за субвенционирање. За жал, субвенцијата на почетокот беше многу минимална и затоа доведе до оваа бројка. Ево за 2025 година е покачено од 9.000 на 12.000 денари по грло, бивол, но сепак би требало да има еден круг, да се заокружи со некој производ со додадена вредност, доколку се сака економика, бидејќи моментално фармерите што гледуваат повеќе од ентузијазам и љубов спрема животните, отколку за некој економски корист. Во земјите околу нас во регионот како го третираат биволот? И во однос на субвенции, но и во однос на производи и промоции на... Па ево, во Србија веќе ево по програмата за 2025 година е би рекол најниска на Балканот, 250 евра по грло. Се наголемува бројот на биволите во Бугарија и во Грција. Постојат посебни фарми со посебни производи на сумоместнати производи, па и за млеко. Постојат репроцентри, конкретно ево да речем во Шумен во Бугарија и во околните земји веќе се зголемува нивниот број благодарение на програмата и подобрата субвенција која што ја прави секоја држава посебно. Кај нас од година на година само ги намалуваме. За жал, веќе според критериумите на ФАО, под 300 грла, зборувам за сите видови сродници на говеда, се смета дека е во критична фаза и веќе во фаза на исчезнување. Интересен ми беше податокот животниот век. Овие се тука колку стари? Има неколку специфичности кај биволите. Најпрво се подосно зрели, односно досно стасни. Тек на 3 години прв пат се припуштаат. Нивната стелност трае 11 месеци или околу 320 до 325 дена. Не е како кај кравите, околу 9 до 9,5 месеци. Интересни се што нивното млеко е многу јако. Ево, во однос на маслени единици, конкретно да речем што го испитувавме од мојанци, дојде над 10% на млечна маса и над 4,5% на протеини во млекото. Интересно е што се имаат многу јак мајчин инстинкт, стаден инстинкт, голема отпорност и долговечност. Ево, конкретно тука, значи имаме грла кои што живеат и преку 30 години и секоја година даваат свое потомство. Како државата да помогне да се заинтересираат фармерите, ги гледат како да се дојде до некој финален производ? Како пратеве земјите од регионот што го зголемуваат своето стадо? Што може тука да се направи? Концептот што го има Европа е многу добар од нива до трпеза. Тоа треба да биде стимулиран преку посебни програми кои што треба да ги стимулираме фармерите тоа да го направат. Ако немаат економски корист, нема фајда зашто би ги, освен за ентузијазам, да ги чуваат. Значи, сепак треба да се направи тој, да се заокружи тој циклус, да се има крајен производ, кој што и текако има висока цена на пазарот, по рестораните, по хотелите, во соседните земји, па и посебно па Италија, Египет и многу други земји кои што биволарството е многу на високо ниво развиено. Што и да планираме, прво треба да гледаме да ги задржиме овие. Авие кога ги изгубиме, ништо пошто натаму не може да планираме. Така е, во моментов веќе е загрозена, бројот на машки приплодни грла е лимитиран, па и на женски. Веќе почнува одгледување од блиско крвносродство, веќе инбридинг депресијата си го прави својот. Ако не се преземе веднаш,
мислам дека тоа би било погубно за нешто што се одгледувало со векови тука, да исчезне од нашите простори. А спомнавте захтевни се, си бараат храна, таа маса, таа сила, што ја имаат, нели, познати се по својата сила, влечеле на времето многу. Да. Значи, познато ни е, ево, например, во Кочанскиот регион, во оризиштата. Познато е колку се користеле за работа, колку се доверливи спрема своите собственици, а од друга страна, како се и агресивни, особено машките приплодни грла, особено на 3 години старост. Значи, има специфика која што треба човек посебно да ги разбира, да ги знае, доколку сака да ги одгледува. Зборот ми беше захтевни си во однос на храна. Многу захтевни, просто тешко може да се донахранат, значи имаат капацитет за и знаат да јадат многу секаква храна, па и кисели треви, но во голема количина. Значи бараат. Спомнавме млекото. Ако некој планира да чува стадо или каква е пресметката, колку годишно литриеве според некој со молзните крави? Па ево кај нас она што го имаме како официјален податок, би го кажал, и она што ево конкретно би го спомнал тоа стадо што беше во Мојанци во Кочанско. Значи тоа просечно беше околу 800 литри млеко со околу 10% на млечна мас, 4,5% на протеини, лактација, односно млекодајност период од 7 месеци, што како и овчето за сирење многу добар радман има, квалитетно, но од друга страна за оваа количина тие се доверливи само на еден човек до двајца што би дозволиле да бидат молзени. Значи и ние за жал немаме селектирани биволи како што има во Бугарија, во Грција, во Италија, кои што се како селектирано виме и темперамент за молзење, на тоа досега никој пат не сме работиле. Работите на еден вид здружување, да ги тие неколку што се одгледувачи, да ги споите, да ги здружите, до каде е таа работа? Па ево, согласно новиот закон за зоотехника од 2023 година, обврска е од ова година да имаме посебно здружение и ево во процедура сме тоа здружение на одгледувачи на говеда, да се грижи за автохтоните представници во говедарството, конкретно за домашната буша, говеда и за домашниот бивол. И на тој начин правиме гейм банка, преку влакно, крв, значи за тие автохтони раси кај нас што постојат. И секако добро би било ако барем на околните земји каде што е најниска субвенцијата, ако може да се стимулираат постоечките фармери и да се додаде некоја вредност, доколку сакаме и постелните грла да ги задржиме. Средното ветеринарно училиште од секогаш било интересно и за помладите, па и за повозрастните, по тоа што имате специфична зоолошка, мили зоолошка тука. Она што денеска ни е интересно од оваа зоолошка се биволите. Од кога ги имате, колку биволи, каква состојба се? Па во моментов се наоѓаме во зоолошката градина, кај нас тука се сместени моментално само 3 биволи. Тие се некаде околу 3 години кај нас. Ги донесовме тука специјално за децата да се едуцираат, да учат, теоретски да работат на нив, мислам практично да се запознаваат со нив, да имаме евиденција значи на тоа како се работи со млекото, со конституција, кондиција, екстериорни мерки, да проверуваме сите тие параметри што треба да ги знаат децата, освен во учебник, освен теорија, мора да имаме и пракса. Праксата е една од најбитните работи, заради тоа ние се грижиме за да добиеме што повеќе домашни животни, автотони животни, за да може ние со тие животни да ги едуцираме децата за понатака во иднина на факултетите да продолжат да се едуцираат и да работат како што треба, нели? Доколку немаме добра пракса и добра фарма, како што сега во моментов во Македонија немаме фарми, значи немаме со што и каде да ги носиме децата на едукација, ние мораме тука. Наша голема предност е тоа што зоолошката многу напреднува од таа страна, бидејќи сме едно од најголемите училишта со зоолошки, со животни, со градинарство, значи работиме земјоделие, работиме фолии, работиме практична настава. Буквално се, да. Така да, значи со сите имаме агроменаџери, агротехничари, ветеринарна медицина и фитомедицина. Сите параметри, значи како се застапени такви работи, значи бавиме теоретски, така се занимаваме и така работиме. Бидејќи ветеринарните техничари се тука
и они тука ја обавуваат, дел од тука ја обавуваат праксата, дел додека имаме можност, ги праќаме кај индивидуалци, кај луѓе што може да работат и, мислам, плюс. Како животни, специфични, карактеристични, што им е нешто одлика? Биволите се една автотона раса, значи мирна раса на животни, значи тие се едни од најретките, ние ги задржавме тука во Македонија, значи се многу ретко е застапена оваа раса, значи ова е најстарата раса од каде потекнуваат. Како животни ги сметаат за едни од многу силните животни, имаат неспецифично силни нозе. Да. Порано зашто се користеле? Ние често ги среќавме по кочанско. Најчесто се користеле значи во земјоделието. Ги користеле значи за запрега, ги користеле за урање, ги користеле за Особено оние калливи, блатливи. Да. Биволите по тоа и се познати најмногу бидејќи се користат значи во калливи површини, во блата кај што има значи многу кал, кај што не може да влезе машина, механизација порано во старо време значи немало доволно механизација и сите луѓе се труделе да ги користат биволите како едни од најчестите животни за транспорт, за работа, за физичка работа, се што можело да се работи се работело со биволите. Онака дали се поиздржливи да речеме во однос на кравите, поотпорни на болести? Поотпорни се на болести, поиздржливи се, имаат поголеми карактеристики и помирни. Значи заради тоа и може значи подобро да се снаоѓаме со нив, затоа и потешки, погабаритни се, конституцијски поспремни за работа, за разлика од кравите што се понежни, значи нив ги чуваме за млечност, ги чуваме за репродукција, додека биволите најчесто ги чуваме или за тов или за производство на моцарелата што е далеку позната значи од биволското млеко, а исто така и за работа, значи како што кажав, исто така и за работа со земјоделски машини. Во однос на кравите, во однос на храна, бараат повеќе, помалку, пошто се силни вака. Нормално, значи што ме поголемо животното, со поголеми килограми, тоа значи дека значи бараме поголема храна, помасивно е, значи треба повеќе енергија, повеќе витамини, повеќе протеини да внесува и повеќе кабас дел и концентриран дел. Значи за тоа запазуваме, правиме концентрирани дажби, правиме крвни смески, значи сите животни како ни се тука поставени, така имаме и дажба за секое животно, значи според килограмите, според репродукцијата, у која фаза се наоѓа, дали е во фаза на лактација, дали е во фаза на продукција или треба да се оплоди или или е оплодено, значи спрема тоа ние правиме и дажби и храна што треба да ја даваме. Како што се во исчезнување, во изумирање, уште тука и уште на едно-две места у Македонија може да се видат. Да. Може ли било кој да дојде тука да види како изгледа бивол? Може. Ние може да се пофалиме со тоа бидејќи нашата зоолошка и плюс освен што ја користиме за наша едукација за нашите деца тука што учат, ние организираме и забави, организираме и родендени, организираме и прослави така да сите деца, сите што сакаат може да дојдат да не посетат и да видат со што се располагаме. Тука некаде е крајот на оваа денешна емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имете пријатно недело попладне.